Насилството кое Стефан Арсов и Петар Ристов околу Нова година го сторија врз девојката од Штип е еквивалентно на вкупно 5 години затвор, пресуди денес судијката Јулијана Неткова. Иако во овој случај Арсов беше прво, а Ристов второ обвинет, Неткова смета дека и двајцата имаат подеднаква вина и им изрече казни од по 2,5 години. Судскиот процес во случајов се одвиваше по скратена постапка поради признание на вина на сега осудените. Поради тоа, тие во старт избегнаа потенцијално повисоки казни. Изречена е ефективна казна затвор во траење од 2 години и 6 месеци. Сметам дека со оглед на сите околности и според нашето законодавство за конкретното кривично дело е предвидена казна затвор од 6 месеци до 5 години. Изречената казна се надевам дека најнапред ќе делува делотворно на обвинетите, истите да сватат што сториле, искрено да се покајат за делото кое што го имаат и да се подобрат како личности. Искрено се надевам дека со оваа пресуда ќе се прати јасна порака и апел до цела јавност за нулта толеранција на ваков вид на насилство. Дали оштетената е задоволна од висината на казните и дали по ова ќе поведе граѓанска постапка за надомест на нематеријалната штета? Ние согласно одредбите на Законот за кривична постапка немаме право на жалба по однос на висината на санкцијата, има право тоа да го стори основниот јавен обвинител. Се уште немаме размислувано и се уште е рано да кажеме, мораме да се видиме со оштетената, да видиме дали истата ќе биде задоволна од изречената казна. За оштетената не можам да кажам дали ќе биде задоволна или не, затоа што ниту една казна не може да и го надомести сето тоа што го имаше претрпено, кое цела јавност го виде преку видеото. Од друга страна, забранителот на веќе осудените Арсов и Ристов, изречените казни се високи и најави сигурни жалби. Не сме задоволни. Казните се превисоки, но ќе чекаме пресудата да ја добиеме по писмен пат, за да видиме по кои околности таа е изречена. Во секој случај, жалба ќе има. Изјави бранителот на осудените Валентин Зафиров. На овој начин, по околу 2 месеци од снимките за кои се уште се раскажува, заврши првиот дел од судската разврска за најпознатиот случај на насилство во Штип. Во рок од 60 дена предстои одлука на апелацијскиот суд, пошто правната приказна ќе биде завршена. Дотогаш Арсов и Ристов остануваат во притвор.